ќе ве молам, сакам да ви се обратам и сакам да дискутирам во интерес на граѓаните, во интерес на гласачите, тие на што не гласале. Ако граѓаните ги доведеме во ситуација да ги малтретираме, во која смисла да ги малтретираме? Едното дете ваму ќе учи, другото дете таму. Некој треба со возила, некој нема возило, па треба пешки да трча, а кога ќе стигне на работа, тоа не знам. Значи, тие што не гласале, дајте малце и за нив да размислиме. Ворете да правиме реонизација, ворете, меѓутоа немаме анализа. Ако немаме податок, колку нареднава година ќе се запишат, а немаме податок. Ако немаме податок, кое училиште, сакам да знам имаме или немаме податок. Јас со оваа одлука не можам да видам, ниту во образложение пишува дека во ова училиште се зголемува бројот на првачиња, а во ова училиште се намалува, па тоа образложение да ми држи за носење на ваква реорганизација. Оваа одлука мене ми личи ножици, сме решиле да си правиме нова реорганизација без предходна анализа, ние не сме ја виделе таа анализија, стручната служба може би ја има, стручната служба може би ја има таа анализа, јас како советник не ја знам, со оваа одлука не можам да видам. По тебе е добро, по мене не е добро. Немам доволно информации. Каде? Како не треба родителите? Како не треба? Ако ги ставам родителите и граѓаните, тие што се на сите нас гласачи, да ги измалтретирам, ќе ги измалтретираш, ќе трчаш секое сабајле да носиш 3 деца. Па и јавен интерес е. Колешке, вие вратете се на точката по дневниот ред, не држите политички говори. Не држам политички говори. Држите политички говори, вратете се на точката по дневниот ред, реализација. За во интерес на родителите, кои што имаат 2, 3 па и 4 деца, во интерес на родителите кои што немаат кола, пешки треба да ги носат децата, во интерес на родителите, каде што ќе им направиме хаос 10 дена пред упис, те молам да го кажам моето мислење, па ти стани, па ти... Што ќе биде исто? Ама исто беше. Вчера беше исто. Ама не ги лажете луѓето, зашто вака правите? Ама исто реализација исто дадени. Без Таа иста реализација сите ја гласат на някој Што било минатиот пат, не знам и не ме интересира. Јас говорам сега, не ме интересира, говорам сега и за оваа одлука. Говорам сега за оваа одлука. Говорам сега за оваа одлука. Оваа одлука ви е гола одлука. Оваа одлука, не, си постои. Па си постои реорганизацијата. Имате постоечка. Имате постоечка реорганизација. Еве ќе се вратам сега на реорганизација, еве ќе се вратам сега на одлуката. Имате заклучок од Уставен суд 2011-2012 година? Чекај. Па што не го превземете заклучокот? Во одлуката немате член. Послушајте и надополнете одлуката. Немам ништо против. Кој ви е рокот да бидеш граѓанин на Карпош, да бидеш на оваа територија? Кој ви е рокот? Во одлуката немате. Со месец дена жител, со година дена, со 1 ден. Пишете затоа што ќе ви се случува. Не сме да има рок на жителство, затвори да уставаме. Дискриминација бре,
Како пресели се? Продолжете со. Пресели се, имате од Уставен суд одлука. Имате заклучоци од Уставен суд. Прочитајте ги. Ако прочитајте ги. Одлуката да ја преработите, ви е гола одлука и само желба да донесете некоја нова реонизација, без да донесете реонизација кај градинките. Овие две работи не смеете да ги оделите. Не смеете да ги оделите. Не смеете. И прашувам, дали планирате реонизација кај градинките? Да ја прати оваа реонизација што ќе ја донесеме, ако ја донесеме. Мислам, малце да бидеме конструктивни.